Поминаа 5 месеци, болката ни малку помала. Кочани се уште тивко плаче за младите животи изгубени во пожарот во дискотеката Пулс. Родителите 18 недели поред маршираат со фотографии во рака, со солзи во очи и со едно барање правда. 5 месеци од трагедијата што ги зави во црно десетици семејства, а одзеде животи што туку почнуваа. Низ улиците на Кочани тишина, плач и чекори кои одзвонуваат посилно од било каква врева. Секоја сабота истото, истите луѓе со истата болка. Ни недостасуваат секој ден, нема утро без солза, нема вечер без тишина. Велат сотрените од тага родители и блиски на починатите. Од најтешкиот ден во нашите животи. 5 месеци празнина во срцето, 5 месеци во кои секој здив е потежок од претходниот. 5 месеци без насмевките, без гласот и без прегратките на нашите најмили. Во овие месеци болката не стивнува. Секоја мисла води кон нив, секој миг е обојан со тагата по изгубеното. Спомените се единствената сила што не држи исправени, мостот меѓу вчера и денес, меѓу присуството и тишината. Љубовта што ја оставија за себе е вечна и никогаш нема да згасне. Таа љубов е нашиот патоказ, нашата светлина во темнината и доказ дека тие живеат во нас за секогаш. На овој протест протестираа и децата кои беа повредени во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Особена благодарност им упатија родителите на починатите, истакнувајќи дека иако тие деца се повредени, тие дојдоа за поддршка за разлика од село Кочани. Сакам у име на сите родители да изразам благодарност до Кире, Бојан и Зезета Надор. Деца кои и покрај нивните повреди денеска се со нас на маршо и не поддржуват, за разлика од село Кочани кој што не може да дојде. Додека другите останатите кои што сакаат да дојдат од цела Македонија беа спречени, Кочани спие. Фала ви дечки многу. Фала ви дечки. Фала и на сите од Штип што дојдоа на оџата, на сите, фала на сите за поддршката. Тука сме се. Фала ви на Инаку родителите понатаму не се откажуваат, како што истакнаа, тие нема да маршираат само за своите деца, туку и за да никогаш никое друго не изгори во немарност, во пропусти и затворени очи. Пожарот во дискотеката Пулс, кој се случи на 16 март, резултираше со трагична загуба на 62 животи и повеќе од 200 повредени. За семејствата на настраданите болката е неизмерна, а барањето на правдата е постојано присутно.